најава за денешните настани. Кардиолошки центар Свети Стефан се реновира и опремува. Охрид домаќин на 8-миот конгрес за ретки болести. На саем за социјални предпријатија ќе се разменуваат искуства од земјите од Вишеградската група. Ке има ли долга и студена зима, се дискутира на годишната конференција на Македонска берза во Охрид. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Охрид денес постуденото утро, во текот на денот сончево ветровито, но свежо време. Максималната дневна температура само 18 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон сабота ведро и студено. Во сабота на северозападните западните делови од Европа умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, проследени со ветер и ниски температури. Врнежи од дожд се очекуваат и на крајниот исток од стариот континент. Во останатите делови од Европа сончево со локална облачност и свежо време. На Балканскиот полуостров во сабота времето претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде потопло со благ пораст на дневните температури. На север на Балканот умерено облачно. Максималните дневни температури од 18 до 24 степени Целзиусови. Во Македонија, во сабота студено утро со утрински температури невообичаено ниски за овој период од годината. Ќе се движат од -2 до +9. Во текот на денот ќе биде сончево, ветровито и потопло. Ќе има пораст на температурите. Максималните дневни температури во Македонија утре од 16 до 24 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота студено утро. Во текот на денот сончево, ветровито и свежо време. Минималната 5, дневната 19. Во недела не очекува претежно сончево време со локална облачност и максимални 21 степени. Во понеделник умерено облачно време. Ке има сончеви периоди, ќе биде потопло. Минималната 9, дневната 22. Во вторник преодна дестабилизација на времето. Ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, но посвежо со дневна температура до 19 степени Целзиусови. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со реновирање на одделите се подобруваат условите и квалитетот на здравствените услуги во специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид. Во тек е и монтирање на новиот ангиограф добиен преку Министерството за здравство. На 29 септември, светскиот ден на срцето, болницата ќе одбележи 40 годишен јубилеј.
Во специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања Охрид во тек е монтирање на новиот ангиограф добиен преку Министерството за здравство како замена на стариот кој е вон функција. Ова установа е една од 4 во државава која има ваков апарат, каде што над 2000 пациенти годишно од југозападниот регион, како и од Ресен и Битола, добиваат дијагностички и интервентни процедури. Новиот ангиограф ќе значи подобрување на квалитетот на услугите во одделот за интервентна кардиологија и намалување на листата на чекање. Болницата периодов ги подобрува условите за пациентите и преку реновирање на одделите со помош на општествено одговорни поединци и компании, информираше денеска директорката доктор Елена Ковачевска-Башуровска. Преку донации променета е дограмата на поголем дел од објектот. Во одделот за рехабилитација, болничкиот и амбулантно-поликлиничкиот оддел, а делумно е реновирано и едно крило во одделот за рехабилитација. За нас посебно важна инвестиција е последната, која се однесува на одделот за интензивно лекување и салата за интервентна кардиологија. Имено, во тек на последните 2 месеци беше комплетно променет електростатскиот под, сменета електричната инсталација и реновирани тоалетите во овој простор кој представува срцето на нашата дејност, каде секојдневно се водат битки за нечи живот. Оваа година болницата одбележува значаен јубилеј, 40 години постоење и растеж. Одбележувањето ќе се одржи на 29 септември, Светскиот ден на срцето, во Катедралната црква Света Софија во Охрид. Тоа е можност да направиме ретроспектива од почетоците до денес и да видиме каде сме денес во кардиологијата во рамките на нашата држава. Да напоменам дека овој јубилеј е значаен не само за нас како институција, туку и за градот Охрид и за целиот регион. Свесни за тоа, сите заедно, скромно ќе го одбележиме овој ден. Морам да нагласам дека за организирање на овој настан нема да бидат потрошени ниту еден денар од буџетските пари, од парите од здравствениот буџет, а за ова повторно да се заблагодарам на сите кои истиот ќе го возможат. Директорката Ковачевска-Башуровска на денешната пресконференција изрази јавна благодарност кон сите донатори за нивната хуманост, одговорност и грижа за здравствениот систем. Проектите на специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања ги помогнале Тремилум Струга, Кармен Бауцентар Охрид, Инекс Олгица Охрид, Сара Мебел, Село Горенци, Деберца, Хотел Лаки Охрид, Биотек Скопје, Крка Фарма Скопје, Панаметал Охрид, Заштитното друштво Отпад Охрид, АД Илинден Струга, Класик компанија Охрид и на Бизи Струга. Над 200 лекари и 50 семејства учествуваат на 8-миот конгрес за ретки болести во Охрид. Во Охрид ќе бидат присутни еминентни европски лекари, здруженија за ретки болести и лекари од земјава. Паралелно со конгресот ќе се одржи и вториот балкански состанок за ретката болест Алпортров синдром. Семејствата на лицата со ретки болести имаат можност да добијат медицински сознанија за третман и справување со ретките заболувања. Еминентни европски лекари учествуваат на 8-миот конгрес за ретки болести во Охрид. Конгресот е во организација на Сдруженијето на педиатри на Македонија, а се вклучени Сдруженијата за ретки болести, живот со предизвици и ретко е да си редок. Гордана Лолеска од Сдруженијето ретко е да си редок напоменува дека во работата на конгресот се вклучени 50 на семејства на лица со ретки болести. Спојувањето на семејствата и едукацијата за ретките болести е многу важна за нив. Кога знаеш дека не си сам е многу полесно да ја пребродиш битката која ја носат ретките болести и предизвиците со кои живеат овие пациенти, вели Лолеска. Појаснува дека паралелно со конгресот ќе се одржи вториот балкански состанок за ретката болест Алпортов синдром. Видни експерти од соседството, меѓутоа и од Германија. Така да и овој втор конгрес, втор балкански состанок за Алпортов синдром е највеќе наменет за самите пациенти, бидејќи за жал во нашата земја имаме ново откриени доста пациенти со оваа ретка болест, така да ќе имаат можност да ги слушнат предавањата. Меѓутоа ќе можат и да се едуцираат секако, да постават прашање за својата болест. Во работата на конгресот учествуваат и над 200 лекари од земјава. Тоа се матични лекари и педиатри кои имаат важна улога во детектирањето на болестите. Кои се клучни во
по диагностицирањето, во сама препознавањето всушност на првите симптоми на ретките болести, бидејќи од раното диагностицирање на одредена ретка болест многу значи квалитетот на животот понатака на самите пациенти со ретки болести. Осмиот конгрес за ретки болести во Организација на македонските педијатри ќе го отвори председателот на државата Стево Пендаровски, министерот за здравство Беким Сали и директорката на детската клиника Аспасија Софијанова. На сајм за социјални предпријатија ќе се разменуваат искуства од земјите од Вишеградската група. Организатор е Фондацијата за поддршка на мали и средни предпријатија, а ќе се споделува функционирањето на социјалната економија во нивните земји. Се тежне нивното искуство да биде пренесено во локалните самоуправи на југозападниот плански регион. Фондацијата за поддршка на мали и средни предпријатија организира сајм за социјални предпријатија. Домашни социјални предпријатија и локалните самоуправи од југозападниот регион ќе разменуваат искуства со делегациите на Вишеградската група во функционирањето на овие предпријатија. Градоначалници тимови од Чешка, Полска и Унгарија ќе споделуваат нивни искуства од развојот на социјалната економија и решавањето на невработеноста во нивните земји, напоменува Мимоза Попоска од Фондацијата за поддршка на мали и средни предпријатија. Прво се е регулирано правно кој може да биде социјално предпријатие, но и сите мерки и поволности кои што едно социјално предпријатие може да ги користи се со цел да овозможи вработување на така наречените ранливи категории на групи, кои што се, да речам, лица со потешкоти, значи лица кои што не можат да ги одвиваат работните активности онака како што другите луѓе можат, тоа се луѓе со посебни потреби. Потоа имаме самохрани мајки, татковци, самохрани родители, луѓе кои што на некој начин имаат некоја зависност од дрога или алкохол. Сите тие, значи, системот ќе ги превзема преку социјалните предпријатија и им овозможува после одредени обуки да може да бидат вработени и да бидат користни за општеството. Сајмот за социјални предпријатија е поддржан од Европската унија, проектните партнери Барка и Ептиса, како и од нашето Министерство за труд и социјална политика. Споделени ќе бидат информации за основање на социјални предпријатија и како да се одржуваат полесно во функција. Може да се формираат социјални предпријатија во сите области, од услужни до производствени. Ние имаме теоретски знаења, но ќе бидат пренесени искуства и од гостите, кои сакаме да заживеат во локалните самоуправи на југозападниот плански регион, вели Попоска. Тоа све зависи од волјата на секој кој што е актер во локалната самоуправа. Да речеме, добрата волја на еден градоначалник, посебно некоја помала општина, не го спречува, да речам, да ги анимира луѓето кои што имаат такво предпријатие во општината и да им даде некоја, да речам, поддршка, финансиска, да речам, интелектуална. Значи, секој градоначалник би можел да направи иницијатива сходно она како тој го чувствува. Во моментов во југозападниот плански регион постојат 20 вистински социјални предпријатија кои функционираат како друштва со ограничена одговорност, заштитни трговски друштва или проектни иницијативи на невладини организации. Во 2023 година се очекува да биде донесен закон за социјални предпријатија со кои во земјава ќе се олесни процедурата за нивно формирање. Населението, јавниот и приватниот сектор да помогнат преку штедење во справувањето со енергетската криза. А дали државата може да им помогне, тоа значи или повисоки даноци или поголемо задолжување, вели министерот за финансии Фатмир Бесими. Ке имали долга и студена зима е насловот на панел дискусија на годишната конференција на Македонска берза, која се одржува во Охрид. Новото нормално после ковид пандемијата е да се прилагодиме да живееме во услови на енергетска криза, вели министерот за економија Фатмир Бесими. Македонија не е изолирана од тоа што се случува на светските и европски пазари и справувањето со енергетската криза нема да биде лесно, во што треба населението, јавниот и приватниот сектор да помогнат преку штедење, а дали државата е мојкна да им помогне поради огромните сметки за струја, министерот со одговор.
секој на свој начин ќе треба да придонесе со заштеди на електрична енергија, со други начини на воздржување на потрошувачка на енергија, но и генерално во прилагодување на овие нови прилики на пазарот, за да можеме заеднички, како јавниот сектор, така приватниот сектор и граѓаните да излеземе со помалку штета од целава ситуација со енергетска криза. Инаку, кога викаме дали државата ќе го поддржи, тоа значи дека или повисоки даноци, или поголемо задолжување. Во врска со оданачувањето, односно новата даночна реформа, пак Македонска берза настав дека за капиталните добивки од тргување со харти од вредност се уште не е време да се оданачуваат. Прометот на македонската берза оваа година изнесува досега 92 милиони евра, што значи намалување споредено со последните неколку години. Прометот, ако заврши со ваква динамика, ќе биде во златна средина ако се гледаат приликите во последната деценија, вели главниот извршен директор на берзата Иван Штериев. Имаме намалување на прометот оваа година. Например, во тргувањето со акции во без систем е намалено за некои 13% во споредба со истиот период лани. Така да, тие состојби секако се одразуваат на така наречениот пазарен сентимент, на динамиката на тргување и ќе имаме релативно послаба година во споредба со претходните две, уште еднаш нагласувам, тие беа две најдобри години во последната деценија, значи базата за споредба е доста висока. Така да имаме влошување, но не е драматично. Енергетиката е главна тема на годишната конференција на Македонска берза која се одржува во Охрид, каде ќе се дискутира на панел насловен "Ќе има ли долга и студена зима?". Представници на 4 најголеми македонски банки пак ќе дискутираат за најновите случувања во секторот на панел насловен "Банките во новата реалност". Општина Охрид успешно го реализира проектот "Нашите првачиња". Денес на сметките на 542 родители на деца запишани во прво оделение во рамки на основните училишта во општина Охрид се исплатени по 3000 денари финансиска поддршка во рамки на проектот "Нашите првачиња". Средствата се обезбедени од буџетот на општина Охрид во програмата за основно образование во вкупен износ од 1.626.000 денари. Утре во Касарна Хаб ќе се одржи аудиција за прием на членови во првиот професионален детски хор Бамбино во Охрид. Аудицијата ќе започне од 12 часот и е отворена за дечиња на возраст од 6 до 14 години. За аудицијата заинтересираните дечиња ќе треба да припремат 3 песнички. Детскиот хор Бамбино ќе биде под уметничко раководство на магистер Снежана Караџовска-Попова, професор по солфеж и историја на музика во Државното средно музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Струга. Таа исто така е долгогодишен познавач и истражувач на детскиот пејачки глас, која претходно во нашиот град го водеше музичкото катче Центарот за ран музички развој на деца од предучилишна возраст. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Русите се обидуваат да ја напуштат земјата за да избегнат воен повик за војната во Украина, пренесува BBC. Редици се формираат на граничните преминот како председателот Владимир Путин во средата најави делум на воена мобилизација. Кремљ пак вели дека извештаите за бегство на мажи од борбите се претерани, но на границата со Грузија се формираат долги километри редици возила, вклучувајќи мажи кои се обидуваат да избегаат од војната. Некои од оние кои се упатиле кон соседната земја користеле и велосипеди за да ги заобиколат линиите на автомобили и избегнат забраната за премин пеш. Инаку Русија е зафатена од брани масовни протести против мобилизација за војната во Украина, што ја најави рускиот председател Владимир Путин. Луѓето излегоа на главните улици на своите градови и покрај ризикот да бидат уапсени. 4 региони на Украина, контролирани од Москва и проруските сили, се подготвуваат да одржат референдуми за приклучување кон Русија. Избирачките места почнуваат денеска и продолжуваат до 27 септември. Овој потек беше остро осуден од Западот и Обединетите нации како нелегитимен и води кон незаконска анексија. Според аналитичарите, ова би можело нагло да ескалира војната. Резултатите се сметаат за однапред завршен заклучок во корист на анексијата, а Украина и нејзините сојузници веќе јасно ставија до знаење дека нема да ги признаат резултатите.
Областите Луганск, Донецк, Керсон и Запорожје представуваат околу 15% од територијата на Украина. Одлуката доаѓа откако Киев започна контраофанзива и поврати значајна територија. Веќе 7 месеци Русија води војна со Украина, војна во која загина илјадници, раселени се милиони и се наштети на глобалната економија. Во централната кинеска провинција Џиангси за прв пат е прогласен црвен аларм поради недостиг на вода, бидејќи нивото на водата во најголемото кинеско езеро Појанг падна на рекордно ниско ниво, пишуваат медиумите во регионот. Според анализите, Појанг е витален извор на вода за најголемата кинеска река Јангце, а поради сушата во последните 3 месеци нивото од 19,4 метри падна на само 7. Како што пренесуваат медиумите, нивото ќе продолжи да опаѓа, бидејќи во блиска иднина не се очекуваат посериозни врниш. И во соседната провинција Анхуј ситуацијата е алармантна, бидејќи 10 акумулации не можат да испуштаат вода низ вод. Во август беше забележена рекордно висока температура на 267 метеоролошки станици широм Кина, а бројни посеви беа уништени поради ниско ниво на Јангце. Во последните денови во југозападна Кина паднаа пообилни дождови, кои се значајни за животот, но во централните делови на земјата се уште владее суша која сега трае и до 70 дена. Ураганот Фиона е на пат да ги загрози Бермудите и Источна Канада откако уништи патишта и мостови низ Порто Рико и предизвика историски поплави. Се предвидува дека Фиона ќе помине во близина на Бермудите, а потоа ќе го погоди на источниот дел на Канада рано наутро во сабота, соопшти Американскиот национален центар за урагани. Канадскиот центар за урагани пак издаде предупредување за делови од Нова Шкотска, островот Принц Едвард, островите Магдалена и делот брегот на Њуфаундленд. Предупредувањето за ураган важеше за Бермудите, како премиерот Дейвид Бурт испрати твит во кој ги повика жителите да се грижат за себе и своите семејства. Американскиот центар соопшти дека Фиона утринава имала максимална брзина на ветрови од 215 км на час. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.